Сакам сите да поздравам, драги браќа и сестри, пријатели. И верувам дека Господ денеска ќе се послужи преку мене со Божјата реч која што ја има спремено за сите нас денеска. Денес ќе проучуваме за тројството. Тешка тема или? Денес ќе проучуваме за тројството. Може би самата тема е премногу директна и премногу доктринална кога станува збор за историјата на адвентистичката црква. А проповедта треба да биде нешто што не храни, не охрабрува и така натаму. Па така ја имајќи го тоа во предвид, нема денеска да се занимаваме со премногу теологија, туку практичноста ќе и дадеме на практичноста право место. Кога станува збор за тројството во ова проповед, јас тоа не го кажувам само за да скратам, да не кажам Отец, Син и Свети Дух. Не. Немам некои теолошки позадини покрај тоа, за тоа, и можам во секој момент да кажам Отец, Син и Свети Дух. Иако ова тема го надминува нашето сваќање, ние се уште веруваме денес и во оваа црква, веруваме дека она што е во Библијата дадено, ни е дадено за нас, за наш луѓето и за наша корис. Светото писмо кажува, писмото е дадено за што? И корисно за што? За учење, за карање, за поправање и за поучување во правдата. Значи, секоја вистина има некоја практична поука за во нас да би се одразил, односно да би се створил Христовиот карактер. Денес од било којага, претходно, луѓето ги интересира суштината и практичноста на нештата. Теориите се добри, но убавата и добрата теорија, ако не е применета и во нашиот секојдневен живот, тогаш тоа е само теорија и не е важно околу тоа и да се занимаваме. Сметам дека вистината за тројството е многу важна за сите нас денес. Нашата тема денес гласи: односите во небесната фамилија пример за нас, луѓето на земјата. И желба ми преку оваа тема и проучување да сватиме на кој начин Отецот, Синот и Светиот Дух функционираат горе на небото и меѓусебно. Но пред неколи да поминиме на оваа важна тема, сакам да се помолиме со кратка молитва со Псалам 19:14. Да ги наведнеме главите. Зборовите на мојата уста и размислувањата на моето срце нека бидат угодни пред Тебе, Господи, тврдино моја, избавителу мој. Амин. Нас може би многу повеќе не интересира суштината на Божеството, драги браќа и сестри, отколку да влеземе во некои технички работи за Бога, како Бог функционира. Меѓутоа, Библијата ретко се занимава со таква тематика. Она што го изнесувале и го запишале пророците и апостолите заедно, не било некоја апстрактно дискутирање за Бога. Не било. Туку тие или некои теми да ни објаснат кои што ние за нас се тешки или несватливи. Не било тоа целта. И нема такво запишено во Библијата. Она што го наоѓаме во Библијата е она што на нас луѓето ни треба во ова време, а и во сите времења претходно. А тоа е дека Бог се опишува преку односите. Односите со нас луѓето, односите во самото Божество помеѓу Таткото, Синот и Светиот Дух. Тоа е она што на нас практично ни е потребно и што Бог ни го открил. Бог е многу јасен во Библијата дека Он се интересира за односите.
Вие знаете колку Библијата зборува за односите меѓу сите луѓе. И повеќе, многу повеќе од се друго, Бог внимава на односите наши меѓусебни, а и односите се разбира со Него. Ако сме створени по Божиот лик, и ние веруваме дека е така, и впрочем и пишува во Библијата на почеткот, секако дека е потребно тоа друштво да функционира во единство. Имајќи го ова на ум, човекот е створен по Божие обличие, како да го најдеме тој модел кој треба ние луѓето да го следиме за да го изградиме тоа единство меѓу нас, помеѓу нас. Уште од првите страници, кога ја читаме Библијата, во прва Мојсиева, прва глава 26 до 28 се кажува: Рече Бог, да направиме човек според нашиот лик. А 27 стих пишува: Бог го создаде човекот во својот лик. Тој го создаде во Божиот лик. Ги создаде машко и женско. Значи, кога Библијата зборува за човекот или човечкото суштество, таа зборува како? Во множина. Во множина. Бог створил човек, ама машко и женско ги створил. Имајќи го ова во вид, можеме да кажеме, заклучувајќи по ова поента, дека сме створени по Божие обличие. И затоа е многу важно за нас луѓето како ние го сваќаме Бог. Зошто е тоа важно? Важно е затоа што онака како ќе го сватиме Бог, таква и слика во нас ќе се створи. Не е лесно, односно не е можно ние да бидеме подобри или поразлични од онаш како го сваќаме Бога. Не е можно. Како ќе го сватиме, такви сме и ние. Како кога еден уметник, сликар на еден портрет, од што зависи како неговиот портрет ќе изгледа? Сестра Лилјана. Од ликот и како го сватил ликот и карактерот на човекот кој што е пред него и го слика. Ако можеби не ги носи на очарите, добро не види, не може да го долови тој лик и нема да биде таа вистинска слика. Исто така, и ние каков го гледаме него, ние не можеме да бидеме поразлични во нашиот карактер од тоа како си го представуваме Бог во нашиот ум. Сршта на нашето проучување денес е дека градењето на единството се постигнува преку само понижување и воздигнување на другите. Пошто сме створени по Божие обличие, дали Бог, прашање, ни дава модел за да ние се понижуваме и да ги воздигнуваме другите за да постигнеме единство? Многу важно прашање, тука ќе се провлекува ова тематика денес. Библиските поуки за Бога и неговиот карактер понекогаш не се видливи на прв поглед, драги браќи и сестри. И мораме да проучуваме нешто повеќе од обично читање Библијата да ја проучуваме, за да ги разбериме некои работи. И затоа луѓето понекогаш имаат проблем да сватат каков е Бог. Поготово кога зборуваме за Стариот Завет. Таму постојат некои текстови кои понекогаш им задавале големи проблеми за разбирањето на Бога на некои луѓе. И оние кои не веруваат во тие текстови им дале прилика да не оптужат нас и Бога во кој ние веруваме. Ја ќе земам еден или два текста за пример од Стариот Завет. И Исаија 42:4 ќе прочитаме. Исаија 42:4, да видиме што пишува таму. Јас Господ ми е име, нему ја давам мојата слава на друг, ниту својата чест на киповите. Кога ние разговараме сега за понижувањето и воздигнувањето на другите, некако овој стих
не ни представува како некој модел кој можеме да го примениме во нашите односи. Што кажува? Мојата слава не му ја давам на никој друг. Бог кажува, јас својата слава не му ја давам на никој. Еден друг стих во Пословици Соломонови, на едно место пишува, Господ створи се за себе и безбожникот за деновите зли. Христијаните во текот на вековите се бореле со овие текстови и некои мислители во христијанството се обидувале да објаснат како е можно Бог да е таков. Се створил само за себе. И на никој не му ја дава својата слава. Дури и безбожниците ги створил за злите денови. Тие луѓето, нашле полно причини да пишат против Бога. И еден таков мислител, француски мислител, рекол дека ова е пример на Божјата самоусмерена великодушност. Со други зборови, Бог е многу великодушен, ама само спрема себе. Како да ги сватиме овие текстови? Некои христијани кои сакале да бидат верни на Библијата и она што Библијата пишува, а го прифателе овој модел на Бога кој е оној кој е многу великодушен, ама само спрема себе, таквите христијани покажуваат исти таков модел и во својот живот. Таквите христијани покажуваат, како што рековме, исто таков модел и во својот живот. Затоа што, рековме, како го гледаме Бог, таков и карактер, што рековме, че изградиме во себе. Бог таков и карактер, каков е Бог, таков е карактер, че изградиме во себе. Таквите христијани обично се премногу великодушни себе, но се многу стриктни спрема другите. Во смисла не толерираат, сакаат да ги следат како тие ја сваќаат вистината. Да воглавно не можат да трпат да некој биде поразличен од нив. Сега, како ние да изградиме во себе слика на понижување и воздигнување на другите, ако Бог е таков? Ако Бог не ни дава таков пример, а ние од кого треба да се поучиме? Од кого се поучаваме? Од Бога. Дали Бог има еден модел по кој Он се владее, а за нас луѓето има друг модел? Што мислите? Кој ние ќе го гледаме за да можеме да изградиме карактер како што Бог бара од нас, за да би имале единство помеѓу себе? Ова е многу важно прашање, драги браќи и сестри. И јас сметам дека учењето за тројството, за Таткото, Синот и Светиот Дух, е нешто што стварно ни помага да сватиме ние луѓето меѓусебно како да живееме. Веднаш на почетокот би кажал, разложувајќи ова тематика, јас верувам дека во Божиот речник, каде во овие стихови Бог кажува дека на никој не му ја дава славата своја, има едно друго значење. Божиот речник е сосема поразличен од нашиот, да бидеме начисто. За нас славењето значи што за нас луѓето? Само возвишување. Меѓутоа, ние ќе видиме, се надевам преку ова проучување, дека Бог има еден друг модел по кој функционира. Затоа би кажал сега, одиме во текстот од Филипјаните, 2 глава. И малку да размислуваме за тоа и да го пронајдеме кој е тој модел кој ние можеме да го примениме во нашиот секојдневен живот. Текстот кажува вака. Филипјаните, 2 глава, од 5 понатаму па до 8 стих. Филипјаните, 2 глава да ја најдеме. Читаме од 5 до 8 стих. Имајте ја во себе истата мисла која беше и во Исуса Христа,
кој иако е во Божие обличие, не го сметаше за грабнато тоа што е еднаков со Бога, туку се лиши самиот себе и зеде обличие на слуга, станувајќи сличен со луѓето. И откако се најде во лик како човек, тој се понизи самиот себе и стана послушен до смрт, дури и до смрт на крст. Дури и до смрт на крст. Ајде малку да размислуваме за тоа и да го пронајдеме кој е тој модел кој Бог и ние можеме да го примениме во нашиот живот. Јас би сакал од овој текст, драги браќи и сестри, да извлечам 3 детали. Ајде да бидеме малку по-концентрирани од сега па натаму. Сакам да извлечам 3 детали од овој текст кој што го прочитавме. Текстот, инаку многу се користи во теологијата за да се објаснат некои работи за Христа. Но сега тоа не е моја поента денеска. Ние сега зборуваме за една специфична и многу практична тема денеска. 3 работи кои сакам да ги нагласам. Исус се понизил самиот себе. Значи не го понизил некој друг. Кога некој ќе ве понизи, тогаш не постои начин вие самите да се понизите. Така ли? Се служуваме ли? Ако некој друг те понизи, има ли начин ја сам да се понизам? Не. Значи Исус Христос самиот себе се понижил. Тоа е првата точка. Втората точка. Да запазиме сега еден контраст тука. Кој иако бил во Божие обличие, зеде обличие на слуга. На слуга. Значи имаме оној кој е во обличие Божие и го имаме неговото што? Понижување. И крајната цел на тоа понижување е дека постанал како слуга или во оригиналниот текст како роб. Како роб. Третиот елемент кој сакам да го нагласам од овој текст е дека тој се понизил. Тој се понизил. Што значи тоа Исус се понизил? Во оригиналниот текст, во грчкиот превод, самиот збор дословно се понизил, дословно значи се испразнил. Се испразнил. Од што се испразнил? Исус Христос од што се испразнил? Се испразнил од она што бил да би можел да постане слуга. Да се испразни значи тој да ги остави сите оние Божји атрибути кои ги имал за да може да живее помеѓу нас луѓето како понизен и тоа како слуга, како роб. Сега, кога зборуваме за тоа понижување на Христа, доаѓаме и до самиот живот на Исуса Христа на оваа земја. Исус Христос навистина бил понижен. Тука сите ќе се сложиме. Бил гладен, жеден, уморен и така натаму. Меѓутоа, ние ова понижување на Исус можеме да го погледаме од разни аспекти. Како тој се понижувал на земјата. Тоа што бил зависен од својата мајка, и тоа е понижување. Или што бил човек на болката, како што кажува пророк Исаија. Тоа е еден аспект од неговото понижување. Меѓутоа, она што ние денес треба да го научиме од оваа проповед е еден друг аспект од неговото понижување. А тоа е неговото понижување во однос на Таткото Небесен, на Таткото свој. Како Исус се понижил во однос на Отецот Небесен. Да погледнеме некои стихови од Новиот Завет. Да речеме Јован 10:29. Јован 10 глава, ќе го читаме 29 стих. Што таму пишува? Мојот татко, кој ми ги даде, е поголем од сите. Така ли пишува текстот што чита? Значи Исус Христос зборува за таткото кој, рачунајќи на себе, на него самиот, е поголем и над сите. Јован 14 глава 28 стих. Што пишува таму? Чувте дека ви реков, одам и ќе ви дојдам. Ако ме љубите, ќе се зарадувате дека одам при мојот татко, зашто таткото
е поголем од мене. Кога, братиле, кога ќе кажеш мојата сопруга е поголема од мене, што тоа значи? Има нешто. Како? Има нешто дека е стварно. Тогаш тоа значи дека си се понизил. Значи ли тоа? Кога Исус кажува за Отецот, мој е поголем од мене, тој сака да каже дека он стварно се понизил, Исус. И по понижувањето кое го гледаме ние во Христа, не било некоја глума или само некој акт кој он го оставил. Јован 8 глава читаме, 28 стих. Јован 8:28. Затоа Исус им рече, кога ќе го издигнете човечкиот син, тогаш ќе сознаете дека сум јас и дека ништо не правам само од себе, туку дека зборувам она што татко ми ме научи. Значи Исус не сака да не остави во недоумица, драги браќи и сестри. Ништо сам од себе не правам. Ништо не зборувам сам, туку дека зборувам она што татко ми ме научил. Се што кажувам, доаѓа од таткото небесен. Сите овие текстови, се ова ни кажува дека се што Исус направил на оваа земја било реално и вистинито. Што поголемо е неговото понижување, тоа поголема била славата на таткото. Читаме Јован 12, 27 и 28 стих. Јован 12. Ајде да пратиме тие што имат Библија. Јован 12, 27 и 28 стих. Што пишува? Сега мојата душа е вознемирена и што да кажам? Татко, избави ме од овој час. Но заради тоа и дојдов до овој час. Татко, многу битно, татко, прослави го Твоето име. Тогаш глас од небото дојде. Го прославив и пак ќе го прославувам. Да запазиме овде, дека Исус своето најголемо понижување, својата смрт, ја смета за најголемо, што? Прославување на Отецот, на таткото. Со други зборови, Исус не сакал да ние и неговото понижување го сметаме само на начин на сожалување. Да го сожалуваме. Да го сожалиме ние луѓето и да се сожалат заедно сите тоа што го направи. Не. Тоа било активен чин на прославување на Бога, драги браќи и сестри. Тоа што го правил он на земјата и неговата смрт. Самиот Бог се прославил преку Христовото понижување. Преку Христовата жртва луѓето би требало да сватат кој е Бог и што е неговата слава. Се сеќавате ли на оние стихови од Стариот Завет, дека Бог нема на никој да му ја даде својата слава? Која е таа Божја слава? Која е таа Божја слава? Пратиме ли добро? Божјата слава е во понижувањето. Божјата слава е во понижувањето. Заедницата, која ја гледаме помеѓу Отецот и Синот, која ни е откриена, нарочно во Новиот Завет е токму заедница која ние луѓето треба да ја пресликаме во нашите односи. Ние уште на самиот почеток рековме дека Бог го створил човекот како друштвено суштество, машко и женско ги створил. Во текстот од Филипјаните 2 глава, која сега ја проучуваме, ние ја гледаме заедницата на Отецот и Синот. И сега, како таа небесна заедница на Отецот и Синот можеме да ја пренесеме во нашите односи и во нашето однесување во нашата заедница. Во една прилика Христовиот ученик Филип му рекол една молба на Исус, го замолил. Што го замолил? Покажи ни го таткото и ќе биде доста. Знаете, како што рековме, луѓето сакаат да го запознаат Бога.
И тоа е целта. И тоа е многу важно за нас, затоа што по тој модел ние ќе го изградуваме и нашиот карактер. Покажи го Отецот и доста е. Исус на Филип му одговорил сигурно за него многу изненадувачки. А може би и за нас изненадувачки. Ако погледнеме малку подлабоко во тоа, што Исус рекол? Што му одговорил? Кој ме гледа мене, го гледа и таткото. Да застанеме за момент тука, браќи и сестри, и да размислуваме за овој текст. Дали навистина Врховниот Бог кој ние го викаме татко, владетелот на Вселената, дали тој се одразува, да така кажам, во секој сегмент на Исуса Христа? Ако Исус кажува, кој ме гледа мене, го гледа и таткото, што сака со тоа да каже? Можем да кажеме, кој ме гледа мене, како сум љубезен, љубезен е и таткото. Кој ме гледа дека мене сум милостив спрема другите, таков е и таткото. Но дали Исус може да каже, кој ме гледа мене, како јас се понижувам, таков е и таткото небесен? Дали може да каже? Да кажеме со овој текст. Ова е еден голем проблем, драги браќи и сестри, за нас христијаните. Воглавном ние добро го сваќаме Исуса Христа и неговиот карактер. Дека е љубов, дека се понизил, дека направил несватлива жртва. Ама проблемот за нас христијани настанува кога зборуваме за небесниот татко. Многуме на тоа го нарекле Бог на Стариот Завет. Може би сте слушнале такво нешто, таква изјава. Што сака да кажат со тоа? На тој начин би сакале да кажат дека тоа е еден малку поразличен Бог, тие што го кажале тоа, од она што Исус ни го покажал во Новиот Завет и додека бил на оваа земја. Дека тоа е многу поразличен Отецот Бог од тоа што сум јас. Ова е многу важно да го сватиме. Во човечкото сваќање, символот за Бога преминува во она како што оној француски мислител го кажал, самоусмерено или самоусмерена великодушност. Значи, луѓето сметаат дека Бог е само оној кој го гледа само своето и луѓето ги држи на дистанца, на растојание, кој нема никакво понижување. Дури и најголемите диктатори, ако зборуваме, ако погледнете на египетските фараони, фараоните биле божества. Биле божества. Тие себе се сметале за што? За богови. Или римските цезари. Исто така се сметале за божества. Значи, поимот божество или врховен Бог секогаш е некако поврзуван со диктаторите. Со оние кои се ладни, кои се одвоени од народот. А Исус кажува, кој ме гледа мене, го видел и Отецот. Зарем не е тоа само синот, драги браќи и сестри, кој се понижува? Зарем е можно и Отецот да се понизува? Зарем е можно? Врховниот Бог. А Исус рекол, Отецот мој е поголем од мене. Меѓутоа, ако е само Исус, тој кој се понижува, а Отецот секојаш се воздигнува, тогаш каков е тој модел за нас, драги браќи и сестри? Што тоа ни кажува тоа нешто за нашите меѓучовечки односи? Што тоа ни кажува? Има некој кој е по природа понизок од нас или од другиот? Нели така? Ако ние сме на некоја положба, природно некој е под нас. Дали е тоа вистина? Дали така Библијата такво нешто учи? Мене ми е многу интересно зошто Павле го напишал овој текст во Филипјаните. Јас на почетокот реков дека библиските писатели, може би Павле и не е некој типичен пример, воглавно се занимавале со практични работи.
а не со некои абстрактни теории. И во овој текст, уствари, апостол Павле им се обраќа на филипјаните. Им се обраќа како некој пастор. Еве да замислиме нашиот пастор, брато Томе, заминал на далечен пат и сега он од таму ни пишува писмо. Ни пишува писмо. И што он уствари сака да каже? Значи, ова е многу практична порака за една црква, драги браќи и сестри. Значи, он не опишува некои теории, сега не знам, никој не може да ги свати. Значи, пишува многу практично апостол Павле. Значи, да го прошириме малку нашиот контекст и да читаме во Филипјаните 2 глава од 1 до 4 стих. Читаме. Филипјаните 2 глава од 1 до 4 стих. И така, ако има некаква утеха во Христа, ако има некакво охрабрување од љубов, ако има некаква заедница на духот, ако има некакво внатрешно сочувство и сомилост, исполнете ја мојата радост и мислете исто, имајќи ја истата љубов, еднодушни со мисли насочени кон едно. Не правете ништо од надпреварување или од суетно честољубие, туку во понизност сметајте се еден друг за поголем од себе. Не гледајте секој само на своето, туку секој нека гледа на она што се однесува на другите. Она што се однесува на другите. Што Павле зборува? На што ја повикува заедницата Павле тука? Во тоа писмо. На што ја повикува? Ја повикува на единство. На единство. Едно мислите, една љубов или иста љубов имајте, еднодушни и едномислени бидете. Сега, тој не ги повикува само на тоа преку ова писмо, туку им дава и модел како може тоа да се постигне тоа единство. Како може да се постигне? Како ќе го постигнеме тоа единство? И како ќе го постигне тоа единство? Туку во понизност сметајте се еден друг за поголем од себе. Значи, ова е модел. Нема сумја како ние можеме да постигнеме единство. Нема сумја. Сега имам, може би, други модели за постигнување на единство, но ова е вистинскиот, библискиот модел. Ова е вистинскиот модел. Значи, овој текст кажува нешто што е многу интересно. Туку во понизност сметајте се еден друг. Значи, кога зборуваме за понизување и воздигнување, не е сега само едни да се понижуваат, а другите само да се возвишуваат. Туку и едниот и другиот. Секој се понижува и секој го воздигнува другиот. Значи, тоа е многу битно да го запаметиме сега од ова. Не е доволно човекот сам себе да се понижи. Не е доволно. Потребно е некој кој и сам ќе се понижи и него некој да го воздигне. Јасно ли е до тука? Јасно ли е? Малку тешко е. Ама ајде, че понатаму ќе се разјаснат работите. И овој текст, кога читаме понатаму, значи Павле земал пример, ако читаме понатаму, Павле земал пример од таткото и синот, да ни покаже како е можно да се постигне тоа единство. Ние до сега го гледавме само Христовото понижување, драги браќи и сестри. До сега. Само Христовото понижување. Но што е со таткото? Читаме, ќе отвориме да читаме во Филипјаните 2 глава, 9 до 11 ќе читаме. Филипјаните 2 глава, 9 до 11. Затоа Бог, се мисли на Бог Отецот, го превозвиши и му подари име што е над секое име. И во Исусово име да се поклоне секое колено на оние кои се на небото, на земјата и подземја. И секој јазик да исповеда дека Исус Христос е Господ, за слава на Бог, Таткото. Затоа и Бог го превозвиши. Христовото возвишување, драги браќи и сестри, зависело од друг. Зависело од друг. Единството не може да се гради ако сами се возвишуваме. Христос самиот се понижил, но не можел сам да се возвиши, драги браќи и сестри.
Требало некој друг тоа да го направи. Другиот член на Божеството го возвишил. Ние никако не треба да го занемариме овој елемент кога читаме, драги браќи и сестри, а тоа е возвишувањето на другите. Отецот од друга страна пак прави се за да го воздигне својот син. Кажува дека му подарил име кое е поголемо од секое друго. И во Исусово време сите да се во Исусово име сите да се поклонат. Оние кои се на небото, земјата, на земјата, под земја. И така натаму. Значи Бог Отецот не дозволил, драги браќи и сестри, неговиот син да остане понижен за секогаш. Понизен за секогаш. Он сака да го возвиши и му дал име поголемо од секое име. И кога кажува од секое, значи од секое. Затоа што таму во делата на апостолите во 4.12 кажува: нема друго име под небото дадено на луѓето преку кое може да се спасиме. Значи дека имаме еден кој се понижува и има друг кој го возвишува оној кој се понижил. Значи овој текст во Филипјаните ни дава само пример. Не дава само пример на само понижување, затоа што таа слика тогаш не би била потполна, драги браќи и сестри. Вистинското единство, вклучува односно возвишување на другиот над себе. Дури потоа се дава права слика како се достигнува единството. Ние можеме да бараме во Библијата, драги браќи, можеме да бараме ни цела Библија, од почетот до крај. И нема да најдеме, бидете сигурни, ни еден стих каде Отецот го понижува својот син. Имаме ли такви стихови? Тоа едноставно би било спротивно на тоа што не учи Библијата, драги браќи и сестри. Самиот Отец, кога зборува за својот син, тој зборува со најголемо можно возвишување. Да погледнеме некои текстови од Новиот Завет. Матеј 3:17. Ајде да прочитаме во Матеј 3 глава, 17 стих. Што пишува таму? И ете гласот на небесата говореше: ова е мојот возљубен син во кого ми е милината. Матеј 17:5. Матеј 17:5. Што пишува таму? Пишува Отецот: додека уште зборуваше, тој ете го засени светол облак. И ете гласот облакот велеше: ова е мојот возљубен син во кого ми е милината. Слушајте го него. Значи Отецот кажува него, слушајте го. Се занемарува себе си. Јован 8:54 читаме. Ајде да видиме што таму пишува. 8:54. Да. Јован 8:54. Затоа Исус им рече: кога ќе го издигнете човечкиот син, тога ќе сознаете дека тоа сум јас и дека ништо не правам сам од себе и дека ништо не правам сам од себе, туку зборувам она што таткото ме научил. Чекај, извините. Не, 8:54, ја 28, извини. Исус одговори: ако јас се прославувам сами од себе, пазите добро, мојата слава, што пишува? Е ништо. Мене ме слави мојот татко, за кого вие велите дека е ваш Бог. Значи, Отецот е тој кој ме слави. Јас не се славам, ама има друг што го слави Исуса Христа. Во крајна рака, Исус можел да каже, како што е кажано во Лука 10:22, се ми предаде таткото мој. Значи не постои ништо што Отецот не му дал на синот за да би го возвишил синот. Не постои ништо. Ова е преубава слика за небесниот Отец, драги браќи се. Никаде не наоѓаме текст
Каде кажува, знаете ли што? Каде кажува Отецот, знаете ли што? Христос е мој син. Христос е мој син. Но немојте случајно да заборавите дека јас сум над него и дека мене треба да ме славите. Има ли таков текст некој да ми каже? Или да каже, знаете што, Исус точно дека е ваш створител и добро правите, и тоа е добро, но не заборавајте дека јас сум судијата и јас ќе ви судам. Токму спротивното он кажува, ова е мојот син возлюбен, не го слушајте го. Размислувајќи за ова можеме да сватиме дека сите црти на карактерот кои ги покажал Исус се токму истите карактерни црти на Отецот Небесен. Нема дилеми тука, не треба да имаме дилеми. И затоа Исус кажал, кој ме видел мене, го видел Отецот. И затоа се што можеме да кажеме за Исуса Христа, се што читавме за неговото понижување, и исто така можеме да го кажеме и за Отецот Небесен. Елен Вајд, зборувајќи за Бога, напишала еден цитат, прекрасен цитат, ќе го читам на српски. Да е Бог Отец дошao на наш свет и настанио се меѓу нама, прикривајќи своју славу и понижавајќи себе, да би човечанство могло да гледа у njega. Историја која имамо се не би променила. У сваком Христовом чину, у свакој лекцiji, негови поука, ми треба да видиме и чуемо и препознамо Бога. Мислам на Бог, Отецот. Зарем не е ова преубава слика за Небесниот Отец? Ако Отецот дошол наместо Исуса Христа, тој би бил ист како Исус Христос. Исто би се понизил, исто би зависел од друга личност на Божеството. Исто би зависел од друга личност на Божеството. Исто како Исус би бил ист. Уствари постои само една личност во универзумот. Уствари сега се повеќе, не една, туку првата личност во универзумот тоа е Луцифер, кој се воздигнувал сами од себе. И преку него Адам и Ева и целото човештво. Воглавно, тоа е начинот преку кој луѓето се борат за слава, за самовозвишување, драги браќи и сестри. Воздигнување на самите себе си, себе воздигнување. И нажалост, Луцифер успеал да го убеди по големиот дел од човештвото, па дури многу христијани, дека и Отецот Небесен е таков. Тој е само оној кој бара слава, не гледа за никој, ние сме должни да го почитуваме само него и да се плашиме од него. Значи, тоа е карактерот на Луцифер, драги браќи и сестри, а не на нашиот Господ, Небесниот Отец. Но кога ги посматраме за тројството, за Бог, Отецот, Синот и Светиот Дух, за Светиот Дух, за кој малку покасно сега, за малко време ќе кажеме нешто, ние гледаме еден сосем поразличен принцип кој владее во Божествената фамилија. А тоа е принципот на понижување на самиот себе и возвишување на другиот. Исус Христос никогаш не се славел себе си. Он во Јован 8:50 рекол, а јас не ја барам својата слава, славата своја. Значи, он не ја бара својата слава, но Бог него го прославува. И тоа е принципот кој е многу важен за нас, луѓето, во меѓучовечките односи. Кога пред крајот на својот живот, драги браќи и сестри, Исус Христос се молел со она позната молитва. Ја спомнавме тука во разредот, ние во 17 глава, Пеце ја спомна. Тоа е таа првосвештеничка молитва која што ние адвентистите ја нарекуваме. Што кажува во првиот стих? Што кажува? Како се моли? 17 глава Јован, ајде да видиме. Првиот стих, ќе го читаме. Кога Исус го изговори тоа, ги подигна очите кон небото и рече, Татко, часот дојде, прослави го својот син, за да те прослави синот тебе. Каква слика, драги браќи и сестри? Каква слика?
Кој кого слави? Кој кого слави? Ајде да видиме. Кој кого возвишува тука, во овој текст? Не кажува, оче, сега јас ќе се прославам, а ти сам да прослави се? Така ли кажува? Отецот го слави синот, синот го слави отецот. Во нашите човечки односи, како ние можеме овие принципи да ги примениме? Но да речеме, еве, старешината наш вика вака. Знаете, јас сум избран за старешини и вие сега, од сега наому, сите ќе ме слушате мене. Дали тоа е слика за единство на црквата? Ама човекот старешина е, сте го избрали за главен. Сите ќе ме слушате мене. Дали ќе имаме единство во црквата така? Што мислите? Не верувам. Зошто? Затоа што тоа е спротивно на она што не учи Бог. Значи, единството може да се постигне на тој начин кога другите ќе го воздигнуваат старешината, а старешината ќе ги воздигнува другите. Да речеме вака, доаѓате да го прашате пак старешината. Нешто во врска со мисионството, а тој ве упатува, слушајте, одете, оној кој што е задолжен за мисионството, тој е добар човек и подобро ќе ви објасни за тоа. Значи ги возвишуваме другите, а се спуштаме себе си долу. Или да речеме вака, во своето семејство. Ако јас си дојдам дома и кажам, јас читам Библија и во Библијата пишува дека мажот е оној кој што има власт над семејството. Значи ќе постигнеме единство така што сите ќе ме слушате мене. Дали тоа ќе функционира? Може би ќе функционира и функционира може би во некој. Се служувате ли дека функционира некаде? Ама што се случува? Функционира, да. Може би ќе функционира во некој семејство, но што ќе се случи? Една личност ќе ја изгуби својата индивидуалност, својот идентитет, ќе биде починет или да кажам под власт на друга личност. Но Библијата не научи на тој модел. Единствениот начин кој го познава Библијата е туку со понизност чинете си еден друг. Еден друг поголем од себе. Што значи дека кога мојата сопруга кога ќе седе со другарките, ќе ме возвишува мене. Така ли? И јас кога ќе седам со моите другари, ќе ја возвишувам неа. Тоа е начинот на кој се постигнува единство. Не постои друг начин, драги браќи. Нема што да бараме. Библијата тоа не учи. Исус се молел, сите едно да бидат како што ти, јас и ти сме оче. Оче во мене, а јас во тебе. Значи Исус се моли за нашето единство. Како што е неговото единство со Отецот, не повикува на такво единство да има и помеѓу нас. Значи градел единство така што себе се понизувал, а другиот го воздигнувал. Вториот член, ајде сега малку да одиме кон крајот. Вториот член го возвишува другиот, а себе се понизува. Тоа е моделот по кој божеството функционира. Сега ние врз основа на текстот од Филипјаните 2 глава воглавно зборувавме за кој? За таткото и синот. Значи Павле земал еден пример за таткото и синот. Сега, дали би можеле овој принцип да го примениме и на третата личност на божеството, а тоа е Светиот Дух? Да речеме што Исус рекол за Светиот Дух пред да замине. Што Исус рекол за Светиот Дух пред да замине? Само да видам малко. Во Јован 16:13 читаме. Што Исус рекол за Светиот Дух? Јован 16:13. Што пишува таму? Чувте дека ви реков,
Одам и ќе ви дојдам. Ако ме љубите, ќе се зарадувате при мојот татко, зашто таткото... Пак ли го промаши ова? Не, 16-13. Си извинувам. 16-13. А кога ќе дојде тој, Исус ова го зборува пред да замине. А кога ќе дојде тој, духот на вистината, ќе ве упати во сета вистина, зашто нема да зборува сам од себе, а ќе зборува она што слуша и ќе ви навести за нештата што ќе дојдат. Што кажува тука? Нема да зборува сам од себе. А што кажува ваму за Отецот Исус? Кога ќе го издигне човечкиот син, тога ќе сознаете дека сум јас и дека ништо не правам само од себе. Ова Исус према Отецот го кажува сега. Ова е многу јасен и конкретен текст дека Светиот Дух е личност. Исус вика, јас не зборувам ништо само од себе, додека бил на земјата, а кога заминува, што кажува? Што кажува во 16 стих? Што кажува 13 глава? А духот на вистината ќе ве упати со сета вистина, зашто нема да зборува само од себе. Го гледате ли ова релација? Овие односи, драги браќи и сестри, на понижување, славење, едни од другиот го слави со тоа што сам не зборува, туку зборува од другиот. Третата личност не зборува само од себе, туку го слави Бога и она што Исус го кажал. Гледате ли сега дека и Духот Свети има иста карактеристика како Исус Христос? Кажува, Духот Свети нема да зборува од себе. А понатаму читаме, може и другиот стих да го читаме. Тој ќе ме прослави мене, Исус зборува за Светиот Дух, тој ќе ме прослави мене. Пази сега, и Светиот Дух го слави Исус. Тој ќе ме прослави мене, зашто ќе земе од моето и ќе ви јави. Сака да каже, исто како што јас земав од Отецот, така и Светиот Дух ќе земе од мене, тоа ќе ви го јави. Каква сила, драги браќи и сестри, која е невидлива, која излегува од Исус, која не е засебна личност. Можно ли е тоа такво нешто? Да помислуваме и да западнеме во такви невистини кои што се пласираат во последно време, драги браќи и сестри. Ова предавање ќе го продолжиме уште во 3 предавања понатаму. Ќе одредиме време, каде што ќе го комплетираме тројството и сите членови во тројството, како функционираат. И да ставиме една точка на ова прашање, барем во нашата црква. Се што има таткото е мое, после ќе каже. Затоа реков дека ќе земе од моето и ќе ви јави. Гледате какви испреплетени работи, како се слават они. Он мене ќе ме прослави, мислејќи на Светиот Дух, затоа што од моето ќе земе и ќе ви јави. Кој ќе го слави Светиот Дух? Кој ќе го слави? Себе? Не. Исус кажува, он мене ќе ме прослави. И од моето ќе земе и ќе ви јави на вас. Гледате ли ова во Божеството? Не постои таква работа како славење на самиот себе, драги браќи и сестри. Духот Свети доаѓа да слави некој друг, како што Исус Христос дошол да го прослави Отецот. Сега Духот Свети доаѓа да го прослави Синот. Еден со друг се слават. Во проучувањето на личноста на Светиот Дух, добро сега да запазиме ова, многу битно е. Во проучувањето на личноста на Светиот Дух, може би ова е еден од највпечатливите текстови кој не учи дека Духот Свети е независна личност. Некои сметат дека Духот Свети е можеби Христовиот Дух. Но тој да е Христовиот Дух, тогаш тоа би излегло дека Исус кажува дека он сам себе се прославува. Се служувате ли со мене? Ај малку да размислиме. Ако е он самиот Светиот Дух, ако е Исус, ако од Исус произлегува, тогаш он кога вели, он ќе дојде да ме прослави мене и да каже, јас што ви кажам, уствари он се прославува сами од себе си. А тоа не, ај после ќе разговараме.
Он сам себе ќе се прослави. Што во суштина е немогуче кога станува збор за релацијата и односите во тројството. Затоа што тоа не е карактеристично на Бога. Бог не се слави сами од себе си. Значи гледаме. Отецот го слави Синот, Синот го слави Отецот, Светиот Дух го слави Синот. Светиот Дух е толку посветен, драги браќи и сестри, толку посветен на Синот, затоа што сликата на Исуса Христа е она што треба да го изградиме во нашиот карактер. Толку е посветен на Исуса Христа. Така да Духот Свети е толку посветен на таа слика на Исуса Христа. Тој толку сведочи за Исуса Христа, што он за себе и не зборува. Не зборува он за себе. Исус кажува, он нема да зборува од себе. Туку моето ќе го земе, ќе ви го даде вас. Така да за нас христијаните, Светиот Дух во некоја рака представува една мистерија. Ќе се сложиме со мене. Зошто е тоа така? Затоа што, да запазиме, затоа што Светиот Дух не зборува од себе, драги браќи и сестри. Тој не ни се открил заради себе или поради себе. Затоа што за нашето спасение е потребно ние да го изградиме Христовиот карактер. Затоа е он усмерен на Исуса Христа. Да им покаже на нашите срца кој е Исус Христос, за да би можели и ние да бидеме како Него. Ова е многу убав пример за прославување еден со друг. Проблемот е што ние во нашето друштво ние имаме други модели, драги браќи и сестри. Кај нас воглавно ние покушаваме себе си да се прославиме. Ако би успеале некако во друштвото себе да се воздигнеме, а другиот да го понизиме, голема работа сме завршили. Не само надвор од црквата, туку и во црквата понекогаш. Или може би почесто. И во црквата тоа се случува. Ние некош да речеме, еве, јас сум родител на дете, и вие исто така некој од вас, повеќето од вас, и детето веќе порасна, и вие знаете како сме ние родителите. Некоја се обидуваме во нашите деца да развиваме некои карактеристики или карактерни особини кои ние самите ги немаме и не ги поседуваме. Јас видов како мене многу ми сметаше кај моето дете токму оние работи кои јас ги имав како лоши особини. Мислев дека таа моја ќерка ќе биде подобра од тоа, од мене. Но какви децата ќе постанат? Онаков каков што си родител. И затоа една поговорка вели: воспитувајте се самите себе си. Односно, не ги воспитувајте децата. Тие секојаш ќе личат на себе. Воспитувајте се самите себе си. И затоа сметам дека овој модел, како ние го гледаме Бог Отецот со Исуса Христа, такви ние треба да бидеме. Ако ние како деца на небесниот татко приметиме дека Отецот е само некој, така сме го сватиле, кој бара само своја слава, па дури и од Исуса Христа кој е понизок од него, тогаш и ние тоа го усвојуваме како во нашиот карактер и го градиме во нашиот карактер. Значи ќе бидеме слични онака како што сме го сватиле Бога. Петар во 1 Петрова 5.5 не повикува на нешто и кажува: така вие млади, слушајте ги старешините. Така ли кажува? Тоа е едниот дел. Но и сите помеѓусебно слушајте се еден со друг, пишува таму. Но понатаму уште малку само. Гледам дека малку уште немате уште малку трпение, но понатаму што кажува тој? И сите слушајте се помеѓу себе и стекнувајте понизност. Значи, како постарите ќе добијат почитување од помладите? Дали ќе добијат така што ќе захтеваат, инсистираат на нивната старост, на нивното искуство, и така натаму, а на нивните заслуги, и дали ќе добијат? Дали однос ќе се почитуваат? Туку кажува: сите слушајте се помеѓу себе и стекнувајте понизност. Значи, како старите покажуваат понизност, така и младите треба да покажуваат кон нив. Значи, она што Павле не учи и она што сакав да го нагласам е дека во небесата, во небесната фамилија, помеѓу Отецот, Синот и Светиот Дух, постојат некои принципи како се постигнува единството. Ние не
не сме имале прилика или ова наша тема и не зборувавме за некое теолошко сваќање за единството на Бога. Но она што е битно за нас и доволно за нашиот однос е да сватиме како тоа единство функционира во таа небесна фамилија. И како што функционира во небесната фамилија. И ако сакаме тоа да го отсликаме во нашите односи, во нашиот живот, во нашата црква како фамилија, овде на земјата, тоа на тој начин можеме да го постигнеме. Но нас по природа ни е лесно да го воздигнуваме Бог. Лесно ли е да го воздигнуваме Бога? Лесно ли не е да го воздигнеме Отецот? Не знам како ние би се воздигнале над Бога. Нема начин. Значи ние знаеме дека Бог се створил, Он е толку повисок од нас и тоа не е природно да го воздигнуваме Бога. Но како се однесуваме спрема оние кои се на исто ниво од нас? Било тоа да е во црквата, било тоа да е во семејството или на работа. Кои се подредени на нас или над нас. Како функционираме тука? Дали по принципот на небесното тојство? Преку признание, правете го еден друг поголем од себе. Или ние тоа го правиме на друг начин. Ако се сетиме на Исуса Христа, единствениот начин како тоа може да го направиме е да се испразниме, што рековме, себе си. Исус Христос, текстот дословно кажува, тој се испразнил. Значи, човекот мора да се испразни од што? Од својата суета. Од својата суета. Ние мораме да сватиме дека ние не сме доволни сами на себе, драги браќи и сестри. Затоа што Бог кога го створил, човекот не створил само машко, туку машко и женско ги створил. Значи друштво. Значи ние не сме доволни сами на себе. Друштвото не учи ние да зависиме еден од друг. Кога Исус дошол на оваа земја, Он можел да дојде во својата Божја слава, драги браќи и сестри. Кога дошол на оваа земја, Он можел да дојде во својата Божја слава. Но ако добро ја проучуваме Библијата и духот на пророштвото, вие ќе видите дека Исус Христос се откривал во Стариот Завет преку Неговата слава. Со својата слава. Но кога дошол на земјата да умре за нас, Он себе се испразнил, се понизил. Се испразнил од почитувањето, од што? Од почитувањето и обожавањето на сите небесни суштества. Се понизил од тоа што бил Бог и го делел престолот со Него, со Отецот. Едноставно се испразнил од сета чест и слава која ја уживал на небото, за да би можел да ни нас луѓето. Ако сакаме да му служиме на некој, вие морате, драги браќи и сестри, да се понизите. Да се понизите. Уствари, цела суштина на Божеството или Бога е дека тој се понижува. Самиот начин на комуницирање со некој е толку понизок од вас, со некој кој е толку понизок од вас, како што се створенијата. Голема понизност, драги браќи и сестри, значи. Исус бил толку голем, а се понизил да комуницира со нас луѓето тука на земјата. Не знам, јас некоја земам пример од мравката и човекот. Замислите кога би сакали да комуницираме со мравката, па вие би морали да се понизите на нивото на мравката. За Бог да комуницира со човекот, Он морал да се понизи. Тоа е неминовно. И тоа е она што е во неговата природа. Може би е време да завршиме. Јас обично, да речам, релативно ретко ми се дава можност да еднаш или два пати во 3 месеца, па ја кога ќе земам да проповедам, имам тенденција така малку да одолжам. Така да ќе ме извините за тоа. Добро, завршуваме. Да ставиме точка на ова. Она што Тројството не учи, Отецот, Синот и Светиот Дух, се она слика која што треба да се преслика и во нашиот живот. И ако ништо не запаметиме од оваа проповед, но да се сетиме, ако сакаме единство по Божиот модел, не по нашиот човечки модел, тога себе ќе се понижуваме, ќе се испразниме од себе и ќе ги воздигнуваме другите, но тоа важи за сите. Значи еден друг, а не само еден. И нека Бог ни помогне. Нека му е слава на Бог, Таткото, Синот и Светиот Дух, да што ни го дал тој прекрасен модел и пример за единство помеѓу нас во нашата црква. Амин.